Над 1000 граѓани синоќа присуствуваа во салата Гемиџи на големиот концерт кој група граѓани го организираа за поддршка на 9-годишната Тамара. Таа видно збунета, но среќна и постојано насмеана. Малата Тамара заедно со своите другарчиња од балетското студио Анабела го отвори 3,5-часовниот концерт и со нетрпение го очекуваше настапот на сите македонски естрадни звезди. Не знам, што ќе ми дадат, другите тоа ќе рачу. А кој ти е оменен пееш женски кој пее добре? Даниел. Организаторите задоволни од одзивот на граѓаните. Велат дека се надеваат да и го олеснат барем малку заминувањето на операција. Велешени според нив уште еднаш докажаа дека знаат да помогнат и да дадат некому поддршка тогаш кога е најпотребно. Очекувањата наши се пред се да има вечерва добра забава на која што ќе се покаже хуманоста која што е одлика на секој велешанец и секако на секој човек и секако да собереме доволно средства кои што ќе помогнат како за семејството Димовски, така во мал дел да го разобавиме и овој предновогодишен период кој што доаѓа на децата при детското оделение во општата болница во Велес. Мајката на малата Тамара се заблагодари за хуманоста на своите сограѓани и очекува по најавата дека фондот ќе ги покрие трошоците за операција, таа на почетокот од следната година да замине на лекување. Семејството се уште нема добиено никаков официјален допис и засега се останува на дадениот збор од надлежните. Им се заблагодарувам на сите велешани, на сите што дојде во оваков број. Не знам по кој пат ја изразија хуманоста за Тамара. Пред се сите ни дават преголема поддршка, но тоа е тоа. Битката ни трае, битката ни е многу голема, ни трае до нејзина 15 годишна возраст и мораме да се бориме. Постојат неколку понуди каде може да се изврши операцијата на Тамара. За да одлучи која да ја прифати, семејството дополнително ќе се консултира со лекарите. Треба пред се да одлучиме, имаме 3 опции, бидејќи претходната беше само Хрватска, но сега имаме нови опции Германија, Турција и Хрватска и Америка евентуално, бидејќи имаме нова кривина, ново искривување, од дупло искривување, така да треба со помош на фондот треба да одлучиме каде да се лекува. Викторија Лоба, група Виртус, Соната, Нате Талевска, Мики Сакуловски беа само дел од изведувачите кои синоќа настапија на концертот. Среќни се што ја запознаа Тамара, но уште повеќе што со својата песна ќе придонесат да и го олеснат заминувањето на лекување. Едноставно да помогнеме на Тамара, бидејќи девојчето сега го запознавме, е полна со живот и мислам дека допрва доаѓа нејзиниот живот што треба да го живее. Поддршката е неизмерна од нас пеачите, од сите медиуми. Пораката која што сакам да ја пренесеме, заедно сме посилни и треба секогаш заедно да се справуваме со било кои тешкоти во животот. Затоа сме и ние тука. Ние ја имаме таа привилегија како јавни личности да помогнеме на вакви мили суштества кои што за жал имаат проблеми, но се тоа ќе се реши, се надевам, во најбрзо време. Даваме допринос да ги собереме сите овие луѓе некако да придонесат за нивните потреби. Мене особено ми е драго што знам дека веќе се собрале пари за Тамара. Се надевам дека и вечерва, бидејќи гледам голема присутност, ќе има уште некој буџет кој што ќе и се најде во нејзиното лекување. Ќе посакам да има добро здравје, Господ да биде со неа и се најдобро. Инаку вечерва учениците од Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски исто така ја докажуваат својата хуманост. За поддршка на Тамара ќе одиграат представата Многу врева за ништо во салата Бели Мугри со почеток во 17 часот и 30 минути. Влезниците за истата чинат 30 денари.